Добре ни дојдовте. Се радам дека сте добри и дека сте подготвени за доза култура во следните 2 часа, почитувани гледачи. Заедно со моите гости на вистина интересни содржини ви подготвивме. А мојот прв гостин денеска е моден дизајнер и тој е еден од најкреативните и најиновативните модни дизајнери кај нас. Исто така тој се карактеризира со предпознатив стил, храброст во формата и внимателен пристап кон деталите. Поточно неговиот бренд Тао остава на вистина силен печат на домашната и регионалната модна сцена. Во продолжение ќе зборуваме за сите негови успеси и секако идни планови кога станува збор модата. На моје големо задоволство Александар Ортаковски, моден дизајнер, денеска е дел од неделниот микс. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за прекрасната најава. И на вистина е така. Еве, изминатите години, Александар, големи успеси нижевте кога станува збор не само вашата инспирација, туку препознатливост и од светската сцена. И веднаш морам да го започнам разговорот со Vogue. Ако не се лажам, вие сте и единствен моден дизајнер чии што модна креација се најде токму во ова престижно модно списање. Па еве, добре ни дојдовте за почеток. Ще еднаш добре ве најдов, точно така, Vogue, па и во овој момент кога размислувам на тоа ми изгледа некако нереално. Се работи за остварување на најголемиот сон, мислам дека на секој кој што се занимава со модниот дизајн. Некаде пред година и пол бев контактиран од стилисти на Vogue. Не можам да тврдам, но мислам дека токму тој печат и таа автентичност која што ја внесувам во моите дизајни беше пресудно. Стилистите се одлучат токму таа да се најде на страниците на Vogue и стварно едно големо стварување на сонот, една голема благодарност чувствувам за тоа што се случи, но и голема одговорност за она што го работам во еднина. Апсолутно е така. Никако тие признани и награди ни се доказ дека нешто добро правиме, нели? Дека сме во правилна насока. Во моментов, еве, можете гледачите да ги видат инсертите, исто така и од креацијата Македона, која што е една посебна креација, бидејќи македонската традиција и култура несомнено влијаат врз вашите креации, а еве за тоа сведочи и оваа модна колекција. Па еве, можете да ни кажете за пред се идејата и како се вклопи сета таа креација во современата мода. Македона беше една колекција која што ја промовирав во 2024 година на Илинденски денови, фестивалот Илинденски денови во Битола, во мојот роден град, што представува една исклучително задоволство за мене. Се работи за колекција која што црпи инспирација од нашата богата традиција. Целта ми беше да направам мост меѓу генерациите, да го спојам она што значи културно наследство, затоа што го имаме во големо изобилство, и да го спојам со она што значи денес, она што значи утре, значи сегашноста и иднината, и на некој начин да му дадам еден современ глас за да допре до сите нови генерации. И апсолутно тоа го постигнавте, затоа што и самиот официрски дом во Битола беше преполн кога беше и ревијата, но ете, никогаш вела дека е најтешко во својот град да се успее, а вие тоа го постигнувате. Точно, знаете како најголемата одговорност се чувствувате онаму од каде што потекнувате. А и самата колекција, самата Македона ми беше еден голем предизвик, бидејќи се работи за моја голема инспирација од кога паметам за себе. Од секој сум се инспирирал од нашата богата култура и традиција. И на некој начин си се навраќаш во корените и на она што си ти и чувствуваш многу голема одговорност. Помина одлично, што стварно ми представува големо задоволство. Мислам дека и Битола, но и во цела Македонија помина одлично Македона и затоа сведочат, да речам, сите понатамошни и критики и се што се случи околу самата колекција. Така, Александар, вие сте по професија, нели официјално образование архитект-инженер, а ете љубовта ви е пасија и сите тие нели дејности се поврзани поради самата естетика, нели, и тоа ете го комбинирате сите овие години, но кога се роди љубовта конкретно кон модниот дизајн? Па мислам дека од најрана возраст, од кога паметам за себе, цртањето ми било омилено хоби и некако секогаш ликови биле превладувале во моите цртежи, тоа најчесто женски ликови, без разлика дали се работело за дами од моето обкружување, за некои филмски или музички звезди, за цртани ликови. И секако некогаш правев промена во нивната облека. Од почеток и несвесен дека тоа што го правам е уствари моден дизајн и со текот на време
како растев, да речам, сватив дека тоа што го правам веќе, без да сум свесен на некој начин, е моден дизајн и мислам дека и од самиот момент бев веќе сигурен дека тоа е нешто со кое што сакам да се занимавам во животот. Така. Имате неколку колекции досега, но она што е карактеристично за вашите модели е дека тие се носливи. Значи, секој фустан навистина за одредени пригоди можат да се носат и да бидеме уникатни, бидејќи ваше некако еве јас од страна како што гледам е дека сето она што вие го работите е буквално уникатно и се издвојува, што е навистина за почит апсолутно. Па од друга страна, кој е вашиот најголем предизвик со кој што сте се соочиле во досегашната кариера? Ви благодарам за бавите зборови. Предизвик е буквално секој ден. И Македона, и Vogue, и сите други колекции кои што ги вадам и секој кастом дизајн кој што го правам, се тоа предизвик, меѓутоа мислам дека најголемиот предизвик и најголемиот успех за мене е да останам свој, да го зачувам тој печат кој што сум го со кој што сум го започнал брендот. Секогаш велам кај мене дизајните се одликуваат со некоја авангарда, истовремено имам и некоја смиреност, некој минимализам и модернизам. И таа архитектонска прецизност мислам дека се провлекува и низ самите дизајни и секако крајната цел е тоа да биде носливо. При мене е уметност, јас секогаш што го зборам и за архитектурата и за модата, морам уметничкото дело да го направиме соодветно за да може некој да го носи, да се чувствува удобно во него, а истовремено да биде уникатен. Апсолутно. Спомнуваме за успесите кои што ги нижите низ вашата кариера, но што значи успех во Македонија? Моден успех? Македонија е земја која што секогаш јас историски знам да кажам, историски сме стварно поврзани и со уметноста и културата, но и со модата. Тоа мислам дека се докажува во Македонија кога ќе ги погледнете тие, да речам, инспирации од народната носија, користењето на рачни плетки, на рачни извезени материјали. Стварно гледаме дека Македонија од секогаш била поврзана со тоа што значи уметност и мода. Дефинитивно не е лесно да се постигне успех не само во Македонија, секаде, но кога ќе се вложи голем труд, кога ќе имаш кога правиш нештото со срце и кога непрестано работиш на нештото, мислам дека неминовен е успехот. Александра, дали ги следите? Претпоставувам да, меѓутоа светските трендови постојано се менуваат, па колку всушност можеме да ги следиме и дали е здраво да се следат светските трендови или секој постепено треба свој стил да гради? Секако дека ги следиме светските трендови, тоа некогаш ќе го правиме и несвесно. Меѓутоа секогаш повеќе ставам акцент на она што значи моја визија и мој стил во работата, како што кажав, се извинувам, стварно сакам да го задржам оној печат и тоа што е лик на Тао, но и на мене како дизајнер. Сепак мислам дека многу е подобро да создаваме трендови отколку да бидеме слепи следачи на трендовите. И тоа е уствари вистинскиот успех во уметноста, во секоја применета уметност, која ќе се потрудиш да излезеш над она што значи тренд и на она што во денешно време за мене е инстант култура. Некако во секоја сфера и во секоја применета уметност дојде таа инстант култура каде што се е брзо минливо, краткотрајно и мислам дека кога ќе успееме да го надминеме тоа и да се издигнеме на тоа, тоа е уствари вистинскиот успех. Апсолутно се согласувам, затоа што модата секогаш е обштествени работи, проблеми кои што се случуваат ги диктира, нели? И тоа ни сите овие години се провлекува и сосема нормално, меѓутоа како што спомнавте и вие, па не треба и слепо да се следат сите трендови. Колку вас ви интересираат оние случувања, модни недели, сонувате ли можеби за некоја таква можност? Беа машка мода во Милано, ако не се лажам, неодамна се случуваат секаде некаде реви, нели? Да, па константно имаме, дури мислам дека секогаш има се нешто ново во ризницата на модните недели. Се знае, оние стандардни модни недели каде што најголемите модни куќи ја презентираат пролет, лето колекцијата и потоа имаме и зима, есен. Нормално дека е многу битно да се представиш на таков настан. Иако мислам дека во денешно време со начинот на кој што сме, да речам, поврзани со поширокиот аудиториум, со социјалните мрежи, со порталите, се она што ни се пружа како можност да допреме до луѓето е многу полесно, дури без тие модни недели е многу полесно во денешно време да се стигне до пошироката публика. Вие сте пример за тоа преку Vogue.
Дефинитивно да, мислам тоа ми е се уште еден нереален момент и стварно неголемо остварување на сонот и мислам дека тоа е баш оној еден прв чекор кој што прв. За некој може би последен, меѓутоа јас сум благодарен што во мојот случај беше баш првиот чекор, за да може човек да го прошири она што го работи надвор од границите на својата држава. Од една страна е задоволство, претпоставувам, да се работи со дами, нели, со разни карактери, но некогаш тоа знае да биде и предизвик. Па всушност, кој тип на клиенти најмногу ви инспирираат? Сите, буквално сите. Знаете како секој човек носи поинаква енергија со себе. Секој човек ми носи нова приказна и ствари таа е убавината на работата, тоа е она што ме прави најмногу среќен. Посебно кога работам на кастом парчиња, секоја приказна и секој човек е посебен на свој начин и кога ќе се поврзате со него, кога ќе успеете неговите желби да ги споите со своите визии и идеи и на крајот да имате еден одличен продукт, мислам дека тоа е најдоброто. Добитна комбинација. Точно. А постои ли креација на која сте посебно горд? Знаете како, ние дизајнерите, не само дизајнерите, јас и како архитекти, како дизајнер, но и сите кои што се занимаваме со уметност, кога својата идеја, она што си го имаме во глава, ќе го видиме реализирано во реалност, тоа е стварно непроценливо чувство. И мислам дека е неблагодарно да зборувам која ми е омилена креација, тоа е како да прашате родител кој е неговото омилено дете. Секоја креација си има посебно место во моето срце и ме поврзува со некаква посебна приказна, како што кажав. И секоја се издвојува. Еве, гледаат и гледачите од нашите инсерти, секоја е уникатна, секоја е приказна за себе. И тоа е одлика на вашиот талент, апсолутно, и вредна работа, несомнено. Па следствено на тоа, како изгледа процесот од идеја до реализација на финален производ во вашето ателие? Открите ни нешто за таа магија која што се случува внатре? Процесот е секогаш различен, значи не постои некој шаблон и некое правило по кое што можеме да се водиме и тоа уствари го прави интересен начинот на работа. Магичен е секогаш, тоа можам да го потврдам. Меѓутоа нема шаблон и тоа и ме радува. Тоа е идејата кога секоја нова работа, секоја нова задача и секој нов клиент ти носи посебна приказна и те прави да размислуваш на еден нов начин и да фатиш некој нов пат кој што те инспирира и за работата понатаму. Така е, апсолутно. И еве сега и одржливоста, мислам не сега, веќе изминатите години, е главна тема кога станува збор модата, што носиме, какви материјали носиме, брзата мода е се поприсутна, но колку всушност ето тоа е квалитетно и корисно, тоа е веќе нели прашање за дебата, апсолутно. Но во однос на вашите креации, колку е важна одржливоста? Знаете како самата идеја и самиот столб на модниот дизајн е токму одржливата мода. Секогаш што го кажувам, целта наша на дизајнерите е и треба да биде секогаш да се спротивставиме на она што значи брза мода. Консумерското општество моментално ја продлабочува штетата која што е веќе многу голема, направена на нашето општество, на нашата околина. И треба луѓето стварно да се свртат малце повеќе кон дизајнерите, не само затоа што кога ќе носиш дизајнерско парче се чувствуваш уникатно и посебно, но и затоа што со тоа придонесуваш да ја зачуваш на некој начин нашата околина, посебно ние дизајнерите кои што се трудиме да работиме на zero waste принципот, стварно се трудиме да ја зачуваме нашата околина за разлика од оние, да речам, големи масовни производства кои што се случуваат, тие го прават тотално спротивното. Така, да се надеваме дека доста работи ќе се променат и во тој дел, иако тешко е, апсолутно, како што спомнавте вие, конзумеризмот е насекаде околу нас. И само купување, а дали луѓето всушност се задоволни кога толку многу купуваат, тоа исто така е друго прашање. Во секој случај, го спомнавме Vogue, но генерално и покрај тоа што и во регионот се пробивате постепено, сепак, Александар, дали планирате некој посериозен, да кажам, пристап за пробивање во регионот, па и пошироко? Знаете како, се што правиме ние, уметниците, секогаш очекуваш нештото да стигне до што поголем аудиториум. Ако некој од уметниците каже дека не сака да излезе од границите во кои што е моментално, верувајте, лаже. Нема уметник кој не сака неговото дело да го видат и да го дознаат што повеќе луѓе. И мислам дека се што правиме, секоја колекција, секоја парче е уствари на некој начин проба да се стигне што подалеку.
Меѓутоа никош не можеме да знаме кој ќе биде моментот кога ќе се случи тој чекор, како што кажав, и ВУК ми беше нешто неочекувано, нормално дека јас од кога паметам за себе работам за да стигнам до тоа, меѓутоа не знаеш кога ќе биде тој момент и тоа е убавината, кога нештото ќе се случи неочекувано, вредноста на успехот е уште поголема. Така е. Сега во однос на модата кај нас, можеме да позборуваме малку за стилот наш, без разлика дали на мажите, на жените. Како од аспект на моден дизајнер гледате на она како се носиме ние по улиците, на настаните? Дали учиме од вас модните дизајнери? Искрено во подеме модата последниве години во Македонија, што ме радува исклучително. Мислам дека помладата генерација еден период беше, да речам, во тој процес на влијание од глобалната сцена и некако имаше период каде што сите се облекува исто, што не е добро затоа што стилот е вечен, а модата е минлива и мора човек да го изгради сопствениот стил. Треба да следиш трендови во секој случај, меѓутоа мораш да дадеш свој акцент на нештото и свој печат. Меѓутоа мислам дека последниве години од она што го гледам и по настани и по реви кај нас во државата, некако се повеќе се изразуваат стилски луѓето, што ме радува, затоа што тоа е тоа што станува. Она, како што кажав, нели, само стилот е вечен, се друго е минливо. Така. Во однос на жената, како треба денеска жената да изгледа? Дали елеганцијата се уште актуелна, дали повеќе авангардната или од ваш аспект? Знаете како тоа зависи од жената, како што кажав и со клиентите, секој си има посебна приказна, секој има посебна енергија и мислам дека кога успееш да го зачуваш тоа што си ти и кога не глумиш нешто што не си, тоа е уствари најдобрата формула. Целта е да се чувствуваш пријатно и да бидеш среќен во она што го носиш. А вие во аспект на господата, како би требало или повторно мислам дека тоа истото важи и за господата. Во последно време се враќа тој момент на елеганција и на пристојност во облеката и кај мажите и кај жените, што мене лично многу ме радува, можеби повеќе ради тоа што мојот стил е поблизок до тоа, меѓутоа сепак на крај би останал на тоа дека секој треба да си остане доследен на сопствените вкусови, на својот стил, и така ствари ќе бидеш најуспешен во облекувањето. Се согласувам и јас. И ета за крај, што би им порачале на младите кои сакаат да почнат да бидат модни дизајнери? Па и на младите кои што сакаат да бидат модни дизајнери, но и на сите млади. Во глобала би им посакал да си ги следат своите желби и соништа и да веруваат во себе. Не постои невозможно и не постои нешто што не може да се оствари ако доволно вложиш труд за да стане реалност. И Александар, за овој следен период кој што е пред нас, за иднината, имате ли некои нови најави во однос на колекции? Што е на што сте фокусиран периодот? Моментално се работат многу кастом парчиња во ТАО. Спремам и една ревија за Вобитола, поточно едно парче кое што ќе се појави на ревија. Веќе неколку години со ред сум ментор во училиште во Битола, во кој што има смер за моден дизајн и повторно се спремаме на таа тема. Ги поканувам сите кои што во тој период во април ќе бидат во Битола да ја посетат ревијата, стварно се работи за нешто многу инспиративно и нормално во меѓувреме ги имаме сите да речам кастом парчиња, но и колекции кои што се спремаат да го видат светлото на денот. А како е да се биде професор, педагог? Знаете како не сум се замислувал претходно никогаш во таква улога, меѓутоа ако не се лажам 4-та година го работам тоа и сфатив дека нема нешто по-благодарно од тоа да му помогнеш на оној кој што почнува во тој свет и стварно сакам цело мој искуство да го пренесам на новите генерации, да можам да поможам барем на еден да си го исполни сонот, за мене тоа е стварно огромен успех. А Александар, да се надеваме и на ревија во Скопје, нели? Зошто да не? Секако, дефинитивно. И во Скопје и надвор од Македонија, мислам дека колку и да сме склони кон ова што значи модерен начин на представување на колекциите, ревиите се дефинитивно нештото кое што мислам дека за секогаш ќе остане најдобриот аудио визуелен представник на модата, но и на сите применети уметности. Еден свечен чин на вистина. Точно, дефинитивно ревиите се нешто посебно и остава посебен печаток и кај тебе како дизајнери, кај моделите, но и кај она што значи публика. Друго е кога нештото ќе го видиш да се носи на модна писта, друго е кога ќе го видиш само на излог.
ви посакувам успеси и понатака и ми беше задоволство што ни гостувавте и што имавме можност да позборуваме за вашиот бренд Тао. Ви благодарам многу за поканата, задоволството беше мое. Ете, почитувани гледачи, нашите модни дизајнери кои што се талентирани и успешни секогаш имаат простор во неделниот микс. Таков е примерот и со Александар Ортаковски. Зборувавме за неговиот бренд Тао, но секако и за целата таа приказна негова поврзана со модата. Останете со нас, се враќаме за кратко.